Благодарам на колегите. Мислам дека ова е на некој начин можне информативно за тие што не следат. Јас ги погледав коментарите, има интересни коментари, има расположение. Ми се чини дека недостасува доволно информации и токму со нашиот настап ние некои работи ги деконспирираме, бидејќи ми се чини дека на тој начин, на таков начин и беше поставена оваа гарнитура, еден конспиративен, насилен начин кој што не кореспондира со демократски утврдените принципи и начела и практично малцинството кое што загуби на изборите е насадено во овие институции за кои што говориме, а тоа почнува пред се од Министерството за култура и затоа сакав одредени забелешки. Верувам дека ретко кој го видел ова како национална стратегија предлог и тој кореспондира токму и со ова што ние тука го спомнавме денеска, нешто малку го анализиравме, меѓутоа тоа ме спомна околу проектот Скопје 2014, па еве како отприлика оваа антикултура која што се воведува во Македонија сака да се само дефинира преку овој памфлет кој што го имаме пред нас. Тие сакаат ново читање на културата и на историјата. И на историјата, бидејќи ја поистоветуваат културата и историјата, тоа ќе видиме, извадив еден детаљ баш за Скопје 2014. Некакви плурални идентитети и механизми за градење на посебни идентитети, редефинирање на ретроградните етнонационалистички концепти. Значи, они јасно кажуваат во овој политички памфлет, кој што рековме и дека нема некоја поголема тежина од аспект на културна новела или на стратегија која што би била потребна на државата за да понатаму ја надградува културата. Они не сакаат да ја надградат културата или нешто што досега имаат затекнато, они сакаат се да разрушат. Да. Значи, мислам дека ќе биде залуден твојот повик да го заштитат проектот. Они сакаат да му прават ревизија, затоа што го сметаат за анахрон, ретрограден, закостен помеѓу национални романтични митологии и надминати културни практики. Тоа се атрибути на алтернативата. А они имаат во програмата заштита на алтернативата. Но и ми се чини едно придодавање на врховен авторитет и право на рушење на се што не одговара на тој врховен авторитет. Така што со задоволство би сакал да отворат јавна расправа за овој памфлет, на која што расправа ние ќе отидеме да дебатираме со нив во живо пред македонската јавност, каде што ќе дојдат сите медиуми да им објасниме како они овдека удираат нож во срцето на македонската душа и држава. И пак ќе кажам, ќе спроведеле анализи за штетата што режимот ги оставил од физички и финансиски аспект на проектот Скопје 2014. Значи, овде се користат зборови кои што се етикети, режим, штетата е етикета исто така придодадена на овој проект кој што е грандиозен и како што рековме во наши дискусии, еден од најголемите на Балкан во последните 2 века. А посебно најголем на Балканот у последните така е. 19-20 дело до. А од аспект на Македонија и македонскиот дух, само реализација и само потврдување на македонскиот дух. И ми се чини дека се ова претешки етикети на кои што они меѓутоа хартијата трпи се, они можеле да го искуцаат памфлетачки, идеолошки, некаде на бихачка ова, мислејќи дека на хартија ќе си стои и ќе осликува нешто, но кога ќе го добија соодветниот одговор од наша страна, ќе видиме дали ќе го издржи тестот на времето, затоа што ние не се сложуваме, а мислиме дека поголемиот дел на македонските граѓани исто така размислуваат слично како нас, дека ова не е ретроградна идеологија, апсолутно е соодветна идеологија на македонскиот дух, со тоа што ние сме демократи, ние не мислиме дека и они треба да мислат како нас. Они може да пробаат нов правец во културата. Кога веќе се насадени како режим, бидејќи тие се режим во оваа држава, они има многу шанси тоа да го покажат, ама не го покажуваат. Да се потсетиме дека сите шарени се вработени во времето на ВМРО. Ако било режим, не ќе вработуваше луѓе кои што не го следат или не се плашат од тој режим.
Значи паѓа во вода таа етикеција може баш со тие шарени што се вработени во време на ВМРО на една поголема, посериозна трибина, каде што ќе дојдеме 20 од оваа, 20 од онаа страна, па да дебатираме. Тоа е демократија, ние тоа го бараме и тоа во секој момент можеме да го инициираме, само се плашиме дека нема да дојдат. И како што реков, нашето разбирање на демократијата е многу обично. Они се сега таму, они треба нешто да направат. Меѓутоа, они гледаат да деконструират, гледаат да уништат, гледаат да повторно и од променетата улога да се занимаваат со тоа што е направено, а мислам дека тоа му носи штета и на националното единство, како и на националната култура. И ми се чини дека на овој начин ние фрливме ракавица, да дебатираме очи во очи за оваа рамка, овој предлог. Само што они и ќе видиме арогантно дали ќе ќе ја одбијат прифатат. тоа. Арогантно ќе го одбијат како и се до сега што одбивале.